Моментално сме едно 100 до 200 метри подолу од претходниот пат каде што се јавивме од обиколницата, значи се уште сме на обиколницата. Моментално сме качени на надвозникот што ги поврзува селата Стајковци и Црешево, каде што можеме да ја покажеме комплетната слика од што е резултатот од синокенешното страшно невреме кое што го зафати Скопско и околината. Може да видите дека комплетно скоро сите посеви на луѓето се уништени, коли има расфрлано на сегде овде по нивите, најверојатно од силната река која што надошла синоќа после невремето овде на Скопската обиколница. Исто така овде можеме да видиме и големо присуство на армијата на Република Македонија, која што е овде за да се најде на граѓаните на кои што им треба помош, дали за излекување за колите, дали доколку има некој повреден. Овде можеме да видиме се наоѓаат и коли на брзата помош. Меѓутоа, навистина стравишната гледка е од другата страна од надвозникот, каде што може да видиме дека има се уште автомобили расфрлани на обиколницата, иако е ова помал број од синокешниот. Овде жителите велат дека вчера вечер после невремето овде имало над 200 коли кои што станале заглавени на обиколницата, пошто морале луѓето да се јавуваат на службите да доаѓаат да ги спасат за да излезат од своите коли. Можеме да видиме и на другата страна десно од обиколницата дека има коли расфрлано скоро се до куките, каде што се после посевите на луѓето. Неколку коли се превртени на кров, некои коли се заглавени во кал, во 1 метар кал, така што ситуацијата овде е навистина стравична. Екипата на телевизија Нова продолжува на кај селото Стајковци. Се обидеме да стигнеме и дотаму каде што е најкритично за да ви ја пренесеме и сликата директно од теренот од она што е најпогоденото село, скопското село Стајковци. Студио.